Па имате шишиња, стаклени, шамари, како најсигурна варијанта, кој ќе ги фрлиш сите реквизити, оставува шамари, бокси, денгер, па клоци, и ќе плукнеш на крај, А ова ти викаме културен народ. Можеш да ја тепаш жената само со 5 сантима каиш. Нема импровизации, глупости. И не се замараш, бре. Со шо може да те тепам? Со 5 сантима каиш. Окей, добро. Чикаго. Ако сакаш да Леле, ова е многу добро. Ако сакаш да протестираш пред градско собрание, не смеш да си постар од 17 години. Предлагам нашиот закон да не си постар од 97 години. Оти кај нас протестираат сите над 50. Помлади од 17, каде? Абе, паметни се американци, бе, ние ќе речеме глупи. Вика вака, а и ова е одлично, ова е да речеме за лесбики. Бакнежот не сме да трае повеќе од 5 минути. Добро, дали вие сте се бацувале повеќе од 5 минути? Мене да речеме вилица ми паѓа после првата, па некој ако има нахавен јазикот у грклан кој ќе ти го буде. Ја вака знам се предавам, и тоа диме кој ќе ти го бутне јазикот, то трај, да, умеѓу време, демек со другата рака те истражува. Ама убаво се подсети са тука вечер на совет. Мислам, можам да ви кажам кај ми е паркирана колата. Нема проблем. До душа со деца сум, не вези. Ти ги пратам ако е Стефче Екимовски, тука ќе му ги дам на Стефче да ми ги пречува. И Тодорович е тука, и Тодорович знае со деца. И Тодорович може да ми ги прича. Пуса, знам се и 20-20-та се знам. Жените ме сакаат. Им ги тука. Моите да ја себат напреми, завршим и ја да завршам. Да не ме одбијат случајно. Во Њујорк, имате закон во Њујорк дека е строго забрането да се фрлаш од облакодер. Ако се фрлиш, ти следува смртна казна. Ти фрли се. И у Македонија таков да воведеме. Смртна казна, добро, нема проблем. Ама немој да се фрлаш сега. Важи бе. Бам, фрли се. Шо се фрли бе, будало една, смртна казна има. Умрел, готово. Се фрлило, се завршил. Ова е многу добар закон. Се завршил работа. До душа, ја би вовела еден закон, ако може да облакодери кај нас, еве сега ќе има, нели тоа, Джева Херсити, мити, идеално тоа. И ги викаш у тоа пентхаус, инвестираш, дингере, 200.000, инвестираш, имаш пентхаус, супер, и правиш журка, и викаш 2-3 што те нервираат. Падна, бе! Падна! Не мора закон тука да има. Еве да речеме, во Вајоминг. Ова е за нас како трошачи на струја во Македонија. Вели вака, дозволено е туширање само во среда. Ние да речеме во недела, ако се сеќавате, не? И тоа пред Далас династија, до 7, до мечето ушко, после ти пројде редот, ако не ја фатиш недела, чао. Сега, имате во Гуам, лелева колку бав закон. Гуам ви било едно место насред Тихи океан. Таму мажите имаат за задача само да ебаваат девици. Оти во брак не смееле да влезат невини. Леле, колку кандидати ќе имате во Македонија, Само такви ќе има. Извини, јас знам највише со девици. На Блиски Исток не смеш да ја изедеш овцата со која претходно си имал сексуален однос. Закон е тоа. Вие мислите дека се шал? Тоа сум учела за вас. Ова ми е најомилен закон. Во Хонг-Конг жената може да го убие прелюбникот со голи раце. Ми си иде да се преселам у Хонг-Конг. И во Индонезија, да завршам со ова закониве, и во Индонезија, ако те фатат како мастурбираш,
Те фатиле, а? Кај те фатиле? Ти сигурно вака си правила у кола, ако си мастурбирал. Сигурно вака си правил. Што правиш? Ништо бе, ништо. Пеам! Ако те фатат во Индонезија, имаат право да ти ја одсечат главата. Така да, ова не е баш закон за Македонија, да ви кажем. Право, оти нас ни е тоа една природна дисциплина да дркаме на се и се. Тоа е. Ние на се и се што мастурбираме. И за крај имам една химна која што неодамна ја отпеав на националната телевизија, но јас ќе ви ја раскажам песната, секако сакам да ви раскажам зошто ја пеам. Вели вака: ќе бидам храбра, па дури може малку смешна јас, но ќе ти придам, ќе пропадне ли светот овој час. Така си се билдам, секој излагање еднаш у 6 месеци. Абе, ќе бидам храбра, бе, ќе ти придам, ќе ти кажам, евентуално ако најдам некој торг. Па ќе ти придам, па ќе ти пружам рука. Он ќе мисли дека сум ненормална, разбираш? Мене бе имам ја проблем, дечки, мене никој не ме сваќа озбилно ако ми се свиѓа некој. Никој, мислат сите ги заебавам. Шо ти знаете? Ова си откачена. Абе, јас сум откачена, ако може некој да ми го закачи, нема проблем. И после, ако има, да речеме, еден дел, нели има рефрено, штом се сака, сака се прави како мене вака, за поздрави со рака, ови за политичари, за поздрави со рака, јас немам време, знај, замисли, таман ти, штом се сака, шо да му покажам дека знам, бе? Шо да му покажам дека знам? Прво сум од памет изваден. Веројатно ќе мисли дека не само како што рече ова девојчево од Хрватска надувана тоа која вага, ја сигурно на некој адреналински инекција би била 100%. И ќе умрам после 5 минути. И вториот ме, што никој нема... Види, дечки, да се разбере. Тебе да ти обяснам. Ти што се смееш од преска. Никој не ми верува дека јас стварно бе сакам да се заљубам, јас стварно бе сакам да идам со ја се поздрав. И они знаете што ми викат славно? Па да не сликат. Будала е еден. Он откажне дека ја дома кај мене немам камери. Па ќе си издадем едно порно и така само уште тоа ми фали у животот. Оти уште порно не сум снимила. Сами ми поминуваат годините, за овие 2 години, ако не снимам кога. Оти, кој ше вика еден мој колега, идам на проба, идеме сега секој ден и ова е страшно. И вика, викам, извини, сочувство, починал таткото, извини. Како би, нема везе, бе, вика, стар беше, окей, бе, све е супер. Абе, не можам да те стигнам, ми вика. Зашто, бе? Абе, ја таман, нешто да ми се деси страшно, тебе уште пострашно ти се случува, не можам да те стасам. Ја таман чеке да ти се пожалам, татко ми умрел, тебе куќа ти се запали, шо да кажам, бе, не можам да те стасам више. И доаѓа ова, Никола беше на ова прекрасно дете, одличен стендап комичар, и ми вика во неговиот стендап кој што беше за пожарот, вели, Весне, да знаеш, кога има пожар, кога сонуваш, ќе се мажиш. И уште му го памтам. Еве, помина месеци. Година, 2, ова, ја нема тоа. Джабе сонуваш, джабе што се остварило, нема. Да се вратам на мојата приказна. Значи, джабе, што и да направи, не може овие да ме стасаат. И затоа може, јас имам камери, па ќе снимам еден порнофилм, па може сега, како да ви кажам, сега не само Сузана Манчич, глупости, Северина, па додуше не гарантирам за мојот перформанс. Може да сум невидено тиквиче. Може и да не мрдам, може само да... Че ќе бидам од памет извадена и пресреќена, може само ова ќе правам.
И само многу интимно со вас да споделам. Не спорам више за лачкиот и ми се јави бившиот. Зашто бе? Викам, ти нормално, супер е жената. Јас сега го бедам него, разбираш? Него. Ако ќе пукнам другиот стендап една цела епизода, ќе видам, до души имам ја уште 2-3 рецепти, ама немам време. А сега зборував со моите колеги и сите гледале на саат, затоа што сме ограничени со 12 минути, сега сите гледаме на саат. Ова е уствари 20 минути. Не знам како, организатори им текнало дека треба да е само 20 минути. Веројатно мислат, ако по дома ебат по 20 минути, и овде може да издржиме ние по 20 минути. Абе, ние може, јас сум маратонец, може јас сакам саат, 2,5, 3, 4, можам да дрндам 2 сата. Они 20 минути ненормални едни будали. И сите тука се под стрес, сите се вакви се. Колку имаме? Добре, 20 минути бев, 20 минути. И сите по 20 минути, додуш ова Хрватицава не поебоме. Запна 50 минути ни. Така правиме од Европска унија, девојчета. Влегуе и не излегуе. Не, ко ние македончини ќе се туфкаме. Сега ваму, сега таму, сега ваму, сега таму. Цел живот ми пројде, како ќе се викаме, бе? Не чум више да слушам како ќе се викаме. Како и да е да се викаме некако. Не чум више да слушаме како ќе се... Како... Од 18 години, од кога памтам, се сме транзиција ние. Како ќе се викаме, ова проблем си ме... Абе, да беше до сега проблем за секс, ќе го решевме 100 пути. Или, и она, ја само се... Она ми фрустрација, ова дораба која ни... Абе, имаше еден Арслан министер за понатворешни работи, да ја разврескаше, ќе го решевме името, бе. Да не се знаело кој министер за понадвор работи се става. Абе, ставаш некој Арслан од 25 години, нас отаклаба по пола метро и иде дораба која ни по чело ја удира, бе, да секоја седмица. Дегере, ај зборим, да не се знаело министер. Додуше за министерки, позгодини. Министер, бе, не се знае се постави. Гледа ту Америка, Реган. Шварценегер. Све глумци. Па ние малци или згодни глумци имаме. Ја да ви кажам право сега за председателскиве избори. Нели многу сите се палат, жена председател треба да биде или да не биде. И нели сега има скромни така излети, па лајкови собираат од Фејсбук. Али окей, све е регуларно, све окей, све е супер е тоа. Но си викам, бе, ја да се пријавам за председател. Видиме. Дали исполнувам услов? Видиме, одма умијам стафе. Одма се местаме, што ти е политика курва е. Одма, дали живеам у целибат мирно, поштено и васпитано? Така е. Дали може да ми извадат, сега збориме за последниве 3 годиница, немојте да вадите од порано. Дали може да ми извадат некоја афера со ово и со оно? Не може. Дали сум мајка на 2 малолетни деца и 2 малолетни кучиња? Тачно е. Дали ќе одржавам резиденцијата председателска чиста? Така е. И имам план. План имам. Прво, првиот ешалон кој што кога ќе влезеш у резиденција, строго ќе го држат струмичанки. Вакви се. Цицки, дугачки коси, гзиња и долги нозе. Ако ќе влезе дипломатскиот кор да се збуни, да не знае зашто дошол, кај влегал, а вие струмичанки веќе му се опа. На свечениот ручек строго ќе има битолчанки. Оти зошто има графит секс со битолчанки, што нема секс со скопјанки. Оти проверено, бе, идам ја на проверено. Битолчанки ќе има у интимниот ешалон. Војници да ми има со пушки, ненормално. Плейбој зечици полуголима да ми стојат, бе. И ќе правам нон-стоп журки. Па да се знае, една журка, втора журка. Геови, сите има да ми доаѓаат на гости. Ќе се откријат, сите ќе се опуштат со мене.
При тоа, меѓународно прашање за името, па ќе ги умрам од смеење. Ќе се смееме, ќе се зезаме, супер, кака, кик, потпиши ти тука. Потпиши ме, бате. Сега не гарантирам дека евентуално со некој згоден фраер од Европска унија нема да се плеснам, се јеби га. Душа мила, ризик, ја ќе пуштам срце, се тоа. Ќе отворам, ќе се ококорам. Не бе само наданкиња на селфи да прави со Обама. Ја ускут ќе му седнам. Оп, скандал. Оп, сите ќе не запамтат. Кој е бил на ускут што му седна на Обама, а? Чути председателка на Македонија. Која Македонија, бе? Дај да ја дознаеме кој ќе да бе. Рај, бе. Рај. Шо, само су братели да доаѓа? Абе, позгодни ќе донесам ја. Позгодни, бе, овакви згодни глумци ќе донесам. Бе, ќе инвестираме све ова. Шо, само да се сликам ли? Не, па ускут седно и случајно. Испив малце. Оп, селфи, дингере. И така ќе завршиме работата. Абе, има план, бе, само треба да ти текне. Малко е нијансата, е мала, нема везе, они сите кои ќе станат политичари, сте ги приметиле, сите не дишат. Многу се озбуни. А ја па со сите, ја дека отвор. Здраво, шо правите доште? Добар. Ја па ги гушкам, ги бацувам сите. Таков сум бе отворен човек, сум замислија мене председател на Македонија. Само имам по насловни да сум. До души ќе оставам и место и за други да бидат на насловни. Значи, ќе бидам само ја на насловни. Шо при председателка се бацува. Јуху! Па и за грздек имам навика, не знам дали знаете. Ја се гуштам со некој маж, ама било кој да е политичар, глумец, другар, пријател. Ја бе ми лета бе рачето на газ, бе мамето негова, бе се заборавам, разбираш? Ово целибатот ми е гаран да фатам нешто. Тоа ние манијаци не сме. Thank you. И после нема лажена стендап комичар у Македонија. Многу ве сакам, ви благодарам многу на вниманието. Моето име е Весна Петрушевска. Чао, се гледаме. Фала ви многу. И не ме издавајте, ве молам. Оти ќе се расчуе. Веројатно треба да излеза да се поклонат гостива. Добро и во зло на ова наше древно тло. Една желба имаме, Насмејани да бидеме, за дена или 100. на човеку е попусто. Во ова време матно, само Смењето е бесплатно. Ајде луѓе дојдете, овде да се дружиме. Во циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, смејане ве остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во добро и во зло, на ова наше древно тло. Една желба имаме, насмејани да бидеме, за денар или 100. на човек му е попусто. Во ова време матно, само смење
пресно. Ајде луѓе дојдете, овде да се дружиме. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Повелете на представа, смејаме остава. Со умор без иронија, во стендап Македонија. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Повелете на представа, смејаме остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во стендап Македонија.